Веруваме дека вие сте спремни да го проследите интервјуто, исто како и ние. Ова време имаме закажано интервју со господинот Ивица Боцевски од Центарот за истражување на политики, поранешен вице-премиер и поранешен амбасадор во Бразил, со кого ќе ги анализираме актуелните случувања во Македонија. Се надеваме дека се ќе биде во ред и нема да имаме никакви проблеми како со линковското видеоповрзување, исто така и со звучниот сигнал. Ако се слушаме, господине Боцевски, добро јутро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро најдов. Се надевам дека имаме врска помеѓу Македонија и Австралија. Врската одлична. Добро ви утро и од мене, господине Боцевски. Ви благодариме што ја прифативте поканата и ги удостоивте нашите слушатели и гледачи на Македонски корени, а се разбира и нас како уредници и водители. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои се со нас во моментов, а се разбира и покасно кои ќе не гледаат и слушаат. Господине Боцевски, една од поглавните теми, ако не и најглавна, последниве денови беше средбата помеѓу лидерот на ВМРО ДПМН, господинот Христијан Мицковски и неговиот економски тим, со премиерот Димитар Ковачевски и неговиот економски тим, а која средба се случи после неколку дневни барања од страна на господинот Мицковски, а со цел да помогнат во справување со економската и енергетската криза. Какво значење ќе има оваа средба, имајќи предвид дека подолго време Ковачевски одбиваше било каква средба? Какви се вашите очекувања? Ќе вродат ли плод, имајќи го во предвид фактот што од владата најавија дека и тие имаат план за излез од економската и енергетската криза, но по се изгледа го прифатија предлогот и веќе имаат закажано средби. И секако едно ваше видување за ваквиот чекор кој го направи господинот Мицковски. Да појдеме прво од самиот почеток, односно во моментов Македонија се соочува со една голема криза. Таа голема криза е европската енергетска криза, од причини што по руската инвазија врз Украина и целата серија санкции кои што Европската унија ги наметна против Руската Федерација, во Европа дојде до намалување на протокот на газ, до зголемување на цените на газ и исто така дојде до едно рапидно зголемување на цените на електричната енергија. За несреќа и за жал, македонскиот енергетски систем одамна не е во добра кондиција. Не е во добра кондиција затоа што едноставно сите оние вложувања кои што ќе возможеа Македонија да произведува повеќе струја не се случија со децении. Меѓу другото и тој толку долго зборуван проект Чебрени галишта, кој што требаше да направи една од најголемите европски хидроцентрали во околината на Битола, каде што требаше се скротат реките на Црна и каде што требаше се возможи производство на електрична енергија. Меѓутоа и други проекти поврзани со гасификацијата, која што никогаш не се случи, создавање на овие големи резервоари за газ и обид за диверзификација на овие енергетски извори. Значи, ништо од тоа во Македонија за жал не се спроведе. Имајќи го тоа предвид, исто така имаше апел кон владата, веќе на самиот почеток на кризата помеѓу Русија и Украина, да почне полека да се подготвува за зимата, односно за моментот кога цела Европа ќе има кусоци на енергија. И тогаш не се случи никаква значителна активност. Во моментов забележуваме паника кај владиниот тим, паника од причини што цените на струјата рапидно растат, енергенсите од кои што е неопходно Скопје да се грее, зборуваме за околу 60.000 домаќинства, меѓутоа исто така и за сите клучни државни институции не се набавени едноставно. И лидерот на опозицијата спомна дека тој има план, тој план го изложи пред јавноста, после тоа следеше средба на неговиот тим заедно со владиниот тим од другата страна и сега гледаме дека тие најавуваат дека ќе ги контактираат компаниите кои што тој ги посочил.
сега ова отвора многу дилеми. Првата дилема е дилемата кој влада е. Затоа што доколку креативниот дел на решавањето со кризата го решава господинот Мицкоски, тогаш предпоставувам дека тој има и одговорноста. Меѓутоа тоа не е случај, односно се уште имаме влада која што ја предводи господинот Ковачевски, влада која што не се снаоѓа. Од друга страна, има еден далеку поголем и подлабок проблем околу целата енергетски сектор, а тоа е степенот на корупција таму. Значи, имаме цела серија на компании поврзани со личности кои што се во политиката, кои што себе се вградени во оваа трговија со струја. Има тука сериозни индикации за коруптивни дејанија. Например, сериозна индикација за коруптивно дејание е фактот дека постои една фирма која што е формирана минатата година. Таа фирма ја води 19 годишно момче, синот на поранешниот председател на владата Заев, кој што во моментов е едно од најактивните на овој енергетски пазар. Исто така се зборува дека долу во рек Битола постои еден вид на политички филтер на тоа кој ќе работи на обемните програми што ги има рек Битола околу ископот на јаглен. И тука исто така се зборува дека овој директорот Ковачевски се наоѓа во некои чудни врски. Значи зборам ова с индиција, ова не е ништо потврдено, со братот на поранешниот премиер Вице Заев, а дека сега наводно има и некои други играчи кои што сакаат да се вградат во таа работа. Значи не станува збор за тоа дека фокусот на владењето е да се помогне на народот да има пониски сметки за струја, туку фокусот на владењето се оди кон тоа дека на овој проток на пари колку што е можно повеќе играчи да се вградат со цел да заработат на коруптивен начин од кризата. Знаете дека кризата е како кризата секогаш во секоја земја е како еден вид на голема прилика за шпекуланти, голема прилика за хоштаплери, кои што гледаат од тоа да заработат на грбот на обичниот граѓани, на грбот на обичниот народ. За жал со тоа се соочуваме и во Македонија. Сега ќе видиме. Јас се надевам дека ќе вродат овие иницијативи со плод и дека Македонија ќе може да ја преживее оваа зима некако, како така, и потоа да се фокусира на преживување на следната зима, која што сите најавуваат дека на европскиот континент ќе биде потешка, затоа што се уште не се догледува крајот на руско-украинскиот судир и на сето тоа што се случува помеѓу Русија и Украина. Така. Како ќе ја прокоментирате изјавата на министерот за економија господинот Бектичи дека пропаѓањето на преку 5600 компании во Македонија било нормално да се случи бидејќи тоа бил циклус на пропаѓање на компаниите? Дали пропаѓањето на овие компании е резултат на неснаоѓање во кризнава состојба или пак како резултат на условиите кои оваа власт ги наметна? Па мислам дека оваа изјава е врв на некомпетентност и врв на една владина ароганција и врв на една негрижа едноставно за секторот кој што го води. Значи ова не го кажува министер за култура, кој што да речеме деневно не се занимава со оваа тематика, иако и министерот за култура во секоја земја ќе беше заинтересиран за овие работи, кога оди лошо на економијата, оди лошо на културата. Не го кажува ни ова ни министер за внатрешни работи, кој што по обемот на нештата има друг фокус. Ова го кажува министер за економија. Оној кој што буквално се грижи за благосостојбата на компаниите, за овозможување на поволна клима за инвестиции, за работа на компаниите и така натаму. Така што ова изјава е врв на ароганцијата. Значи во Македонија пропаѓаат не само мали фирми, пропаѓаат и големи фирми. Знаете дека затвори Фени во Кавадарци, кој што е еден од најголемите вработувачи во тој дел од Македонија. Не само тоа, што е еден од најголемите вработувачи, туку таа компанија е како една кровна компанија во чија што секојдневна работа се вградуваат многу други мали и средни предпријатија. И овие мали и средни предпријатија едноставно ја раздвижуваат, како да наречам, ја раздвижуваат економијата. И сега, што е проблемот? Кога компаниите не работат, не се исплаќаат лични доходи, не се исплаќаат плати,
нема даноци, што значи дека се нарушуваат пресметките за буџетот. Се нарушуваат пресметките за приливот на пари со кои што владата располага. Се загрозува со тоа пензискиот систем, се загрозуваат многу други системи. Така што една ваква негрижа, една ваква арогантна изјава е срамна. На крајот на краиштата, доколку тој сакаше да ни каже дека не се случи, дека е циклус, нормален циклус, тогаш требаше да ни даде бројки и статистика. Ако навистина пропаѓаат волку компании во овој дел од годината на Македонија, тогаш ќе му кажеме да, во право сте. Меѓутоа тој не излезе со бројки, едноставно онака од ракав каже една изјава која што е несолена, изјава која што нема никаква врска со реалноста. Во Македонија вистина е тоа, се затвараат дуќани, исто така ќе ви кажам, еве дури овие малите микропредпријатијата, како на пример салоните за убавина во Македонија што се наоѓаат, како на пример некои ситни такви гранапчиња и така натаму, веќе не можат да греат, веќе не можат да вклучат фрижидер затоа што се соочуваат со енормни сметки за струја. Дури еден мој пријател даде пример, еден во наслобата аеродром има еден многу интересен кој што без малку работи 24 часа кебапчија. Тој вели дека е пред затварање затоа што едноставно нема веќе математика неговиот бизнис. Ете, тоа е проблемот со кој што студираме. Значи, од микропредпријатие, кој што реков, една мала кебапчилница која што работи за едно мало, па дури до фени, во сиот тој ланец има пресериозни проблеми со работењето. Вчера во Охрид, во тензична атмосфера, беше отворен бугарскиот културен центар со провокативно име Цар Борис III. Ова е втор бугарски центар после оној Ванчо Михајлов во Битола. Случајно или не, отварањето е на само неколку дена пред 11 октомври, еден од најзначајните историски датуми за Македонија и македонците, кога се кренало македонското востание. До кога оваа ненародна власт ќе дозволува, опростите на израз, повампирување на фашизмот и покрај тоа што на светско ниво е строго забрането користење на личности, па дури и поздрави од личности на фашисти. Зошто институциите остануваат глуви и зошто молчат за намерата за ревидирање на историските факти за бугаризација на македонците, но и на омаложувањето на македонските евреи, и што очекувате од поднесената кривична пријава до Основниот суд во Охрид од страна на еврејската заедница за овој случај? И кога сме кај оваа тема, сакаме да го слушнеме и вашиот став на тврдењата на оваа ненародна власт дека бугарите во тој период биле администратори, а не окупатори, бидејќи немале геноцидна улога. Значи, ова е во моментов ова е врвот на сите оние провокации кои што ги започна Бугарија по поминувањето на овој така наречен француски предлог, кој што пак ќе кажам неправедно е така наречен, затоа што треба да се нарече предлог Ковачевски-Петков. Јасно е дека тие двајца го преговарале. Едноставно кукавици беа едниот и другиот, посебно нашиот премиер, сака да се сокријат зад Франција, за да не кажат дека еве има поголем легитимитет тој предлог. Но малце подлабоки се корените. Ова дивење на Бугарија започна со Преспанскиот договор. Кога Преспанскиот договор помина, тогаш од нивна страна тоа беше протолкувано како чук на часот. Чук на часот и сега одиме да ги оствариме и нашите цели, кога тие толку лесно се откажаа од и своето национално име, од своите малцинства во Грција, сега ние ќе ги притиснеме, исто така користејќи европската интеграција, со цел да ги оствариме нашите цели. Сега, значи, немојте да потпаѓате на тие, како да ги наречам, зборувања дека ова немало длабоки корени. Ова има предлабоки корени. Предлабоки корени во смисол дека во Македонија
за Македонија во бугарската јавност се смета дека тоа е еден вид на најромантичен дел на бугарската историја и дека македонците се бугари, односно тие смета дека бугарската нација овдека се хомогенизирала од оние бугари кои што дошле од Украина или од каде дошле, потоа со словенското население и со прабалканското население, сите тие се амалгамирале во некаква си бугарска нација некаде во 6 век, која што се простирала од Црното море до Јадранот небаре и од Дунав до Белото море, односно до Егеот, и дека од 6-7 век таа нација е обединета, хомогена, заеднички плови низ историјата, се до 1945 година, кога Јосип Брз Тито откинал еден дел од бугарското национално ткиво. Тие навистина така веруваат и тука не станува збор само за овие, да ги наречеме, бугари националисти, туку тоа е едно општо место во нивната историографија, во нивните учебници, и со вакви работи се студираме, значи, од сите сегменти на бугарскиот политички спектар, ако можеме така да го кажеме. И пак ќе кажам, сето тоа не би имало проблем. Нека, значи, тие се самите кои што треба да дојдат до катарза. Тие самите треба да си погледат во својата историја и да видат како тоа како ќе се соочат меѓу другото со црните петна на својата историја. Меѓутоа сега тоа стана проблем затоа што благодарение на оној договор за пријателство, добрососедство и соработка кој што го потпиша Зоран Заев без да мисли, се најдовме во оваа ситуација. Тие сакаат да ја злоупотребат европската интеграција на Македонија и инструментите што ги пружа договорот за благосостојба, за да може, да направат сега повратен процес. Сега како што тоа е фантазија, навистина, како што Тито нас не македонизирал, така сега тие ќе не демократизирале, а штом се демократизираме, ние ќе легнеме во кревет како македонци, ќе станеме како просветлени бугари. Тоа е отприлика некоја нивна логика. Знам дека делува лудо, меѓутоа тие веруваат во тоа и уште некое време ќе се малтретираме со овие работи, додека не видат дека не бива ништо од таа работа. Сега, што е пресериозниот проблем, ако можеме така да го кажам? Пресериозниот проблем е што почна и на територија на Македонија да има вмешување во внатрешните работи на Македонија и работа на бугарските тајни служби, кои што се обидуваат преку некои досегашно анонимуси во македонската јавност, луѓе кои што никој не ги знае, никој не ги познава, да не инфицираат со вакви бугарски културни клубови, кои што се провокација, отворена провокација. Сите тие гледате дека се наоѓаат на главните улици во градовите, отворен е овој Ванчо Михајлов во Битола, една невидена срамота, отворен е цар Борис III, што е вон секоја здрава памет, и цар Фердинанд, ми се чини, во Богданци, како што го најавија. Сега чекаме за во Скопје некоја си уште поголемо изненадување, некоја уште поголема провокација. Сето ова е направено знаејќи дека македонците на ова ќе реагираат оштро, македонците дека едноставно не сакаат да помислат дека една таква работа е можна да се случува во нивната средина. Така што ова е повампирување на фашизмот, таа власт била фашистичка. Значи, нека си фантазираат тие што сакаат. Значи, како велат нашите комши од северот, србите, с ким си такав си, со кого си такав си. Гладна кокошка прососонила. Не, с ким си такав си, со кого си такав си. Ако сте биле во Втората светска војна со фашистите, па не може вие демократ да сте. Еве нека послушат една демократска земја која што била тогаш во фашистичката оска. Нема. И не само тоа, туку ја спомнавте еврејската заедница, значи цар Борис III под негово владење во Македонија доаѓа до Холокаустот. Холокаустот го спроведуваат и архитекти, на тоа се тројца, премиерот Богдан Филов, министерот Белев и овој директорот на таа агенцијата за спроведување со евреите Габровски. И сега пазете што се случи во јануари, една огромна срамота. Постои еден споменик на жртвите на комунизмот во Софија и пред тој споменик се поклони Румен Радев како социјалист,
како човек кој што доаѓа од таа комунистичка традиција, за да каже дека еве се обединуваме. И никој не би го коментирал тоа, доколку токму овие три имиња, Богдан Филов, Габровски и Белев, не се впишани таму како жртви на комунизмот. И се, внимавајте, се поклонува бугарски председател пред тројцата архитекти на Холокаустот во Македонија. И нашето МНР не реагира. Во нашата јавност имаше реакција. Имаше реакција од еврејската заедница, имаше реакција и од нормалните политички партии кои што ги следат работите. Имаше комплетна тишина од сите останати и ова е навистина проблематично. Вашиот став за тврдењата на власта дека бугарите во тој период биле администратори, а не окупатори? Бидејќи не, видете, тоа беше тврдењето на Зоран Заев. Сега го чекаме Ковачевски, предпоставам дека мора да иде по своето мислење кај Зоран Заев во Струмица, по собственото мислење, меѓутоа него се уште не сме слушнали да се изјасни околу таа работа, но тоа е вон секоја здрава памет, мислам. Дека територијата на денешна Македонија била окупирана од Бугарија, дека овдека имало народно-ослободително движење на отпорот, имало. И сега точно е, тие, како што реков, во Бугарија има еден сериозен проблем. Тие во нивната историографија не се пресметале со собствената улога во Втората светска војна. Но тоа е нивни проблем. Не може тој проблем мене да ми го наметнуваат овдека. Така. Иначе рековте дека не го имаме слушато ставот на Ковачевски. Мислам дека тој молчи затоа што чека Али да му каже како вчера што било така и понатака не може да каже ништо без да му каже некој што да каже. Инаку пред некој ден во владата беше конституирано Советодавното тело за употреба на имиња на историски и други познати личности. Професорот од Институтот за национална историја, господинот Никола Минов, кој е еден од членовите на новото Советодавно адхок тело при Министерството за правда во рамки на Мешовитата историска и образовна комисија на една национална телевизија, ја образложи улогата на новото Советодавно тело и кажа дека не можеле ретроактивно да носат одлуки во однос на веќе регистрираните здруженија, додавајќи дека за веќе регистрираните здруженија немале да даваат мислење. Ова ќе значи дека и за цар Фердинанд нема да бидат прашани за нивно мислење, бидејќи постапката е во тек. Пред да ви го поставам моето прашање, господине Боцевски, дозволете за нашите слушатели и Facebook гледачи да пуштиме да слушнат изјавата на професорот Минов. Еден мој колега ми рече, Минов, имаме надеж дека ќе спречиш ти и другите колеги историчари дека ќе спречите формирање, односно понатамошно постојање на Сдруженијето Цар Борис, на Иван Михајлов и на тоа што сега е во тек постапката Цар Фердинанд. Ова советодавно тело не можеме ретроактивно да одлучуваме за здруженија што се веќе формирани. Тие се формирани и нас никој воопшто нема ни да не праша кое е нашето мислење за овие здруженија. Од друга страна, тоа не значи дека сите здруженија што ќе се формираат со име на историска личност или позната личност од денеска натаму дека ние ќе бидеме тие што ќе даваме мислење. Треба да стигне барање до Министерството за правда за ново формирано здружение, меѓутоа не за секое. Затоа што според моменталната легислатива, според моменталните закони, тука мислам на Законот за здруженија и фондации и особено Закон за трговски друштва, доколку се формира здружение со име на историска или друга позната личност, а познатата личност е жива и даде согласност, или пак на историската личност има живи потомци до трето колено кои би дале согласност, во тој случај воопшто не стига барање до Министерството за правда, за Министерството за правда да треба од нас да побара мислење. Ние би дале мислење само доколку познатата личност не даде соглас или доколку историската личност која што е. Господине Боцевски, од колкава корист ќе биде ова советодавно тело ако не може да стопира регистрација на здруженија со контраверзни историски личности, иако се земе во предвид ова што го слушнавме од господинот Минов?
Дали ова советодавно тело е подложена рака на оние кои не сакаат да се спречат регистрациите и создавањето на здруженијата со имиња на контраверзни личности, и дали изборот на имињата на бугарските културни центри се заради провокација со крајна цел политичко игрување? Па еве ја истото прашање ја го поставувам. Еве што е тогаш улогата на ова тело ако не може да вика не може да делуваат ретроактивно, како тоа не добро во ред. Ја искрено да бидам искрен, не гледам никаква целисходност во формирањето на ова тело. Ама никаква, тотално. Си постои во Македонија една институција се вика Уставен суд, тие одлучуваат меѓу другото за имиња на партии, имиња на здруженија на граѓани, трговски друштва и така натаму, дури може и тие самите да покренат постапка и да го поништат тоа. Не ја гледам целисходноста зошто постои едно вакво тело. И зошто тоа е при владата и Министерството за правда. Нема никаква, како се тоа, се владата ќе биде некаков цензор. Се знае како и да тие работи, како тоа во цел свет се прави. Ова е работа на судските органи. Судските органи се тие кои што одлучуваат за регистрација на здружение и така натаму, така што нека не манипулираат, нека не вртат во круг. Треба да се поништат Ванчо Михайлов, Цар Борис и едно друго. Сега ќе ви кажам зашто тоа не се поништува. Зошто тоа не се поништува? Владата дала согласност да се отворат овие здруженија. Заев му ветил на Борисов. Или на Петков му ветил Ковачевски. Тоа е тоа. Така. Или директно, или пак во тоа па не сакам да верам дека се толкави непрокопсаници, или пак тие имаат некаква си луда филозофија. Молим те, немој ништо сега да провоцираш бугарите, затоа што од нив зависиме. И овдека гледаме оргии политички се играат, да се извинам вака на тешките збори што и кажам, меѓутоа така е навистина. Темата со огнената група во ДУИ се уште е актуелна. Пред некој ден лидерот на ДУИ, господинот Али Ахмети, имаше 6-часовна средба и со другите од оваа група, кои не се задоволни. Какви се вашите очекувања? Ке го жртвували Ахмети вице-премиерот Артан Груби, така речено за мир во куќа, со одземање на функцијата организационен секретар и давање на огнената група, или пак оваа група ќе се обиде да формира нова паралелна пратеничка група во парламентот, или ќе се задоволат само со ветувањето од Ахмети дека следната недела ќе се формирале партиските органи кои 3 години не биле формирани? Значи, по мене структурен е проблемот тука, кога станува збор за таа така наречена огнена група од ДУИ. Мора да признаете дека името е многу интересно, огнена група. Мене ме интересира кој им ги смислува овие имиња, затоа што така многу се сликови. Но ајде да се вратиме на тема. Што е тоа што се случува со ДУИ? Во ДУИ има загриженост која што е нормална, односно ДУИ во изминативе година дена, поточно да кажеме на локалните избори, ДУИ го изгуби Тетово, го изгуби Гостивар. ДУИ налегна да биде избран кандидатот на СДСМ во Куманово и во Скопје, дури повеќе од СДСМ што ги поддржуваше нив, и како резултат на тоа се случи една работа што 4 најголеми центри на концентрација со албанско население во Македонија, Тетово, Гостивар, Скопје и Куманово, на локално ниво, во моментов се предводени од градоначалници кои што немаат коалиција со ДУИ, значи ДУИ е вон власта во сите овие 4 општини. Да бидат нештата уште поголеми. ДУИ мислеше дека ова била некаква си аномалија, дека била се порамниле звездите некако нели во атмосферата, па токму затоа веројатно Беса победила во Тетово, дека во Тетово тие ќе победат во секој случај. И заради тоа тие го инсценираа и одеа на гласање за Советна општина Тетово. Што се случи таму? Таму се случи едноставно да повторно биде потврдена победата на Беса, овој пат убедливо, а истовремено гледаме како пропадна алијанса на албанците, не освои еден одборник, советник, пардон, токму заради тоа што тие не го прочитаа моментот. Во тој момент
Граѓаните на Тетово сакаа да го казнат Дуи. И се слеја сите гласови на контото на Беса. Ете, ова е создава нервозата. Значи, предпоставувам дека внатре во нивните анализи овие од огнената група сметаат дека начинот на кој што во моментов е поставен Артан Груби како де факто втор премиер во владата и неговите акции водат кон еден вид на антагонизација на дел од албанското население во Македонија против Дуи, затоа што тој делува како неков партиски војник кој што нели некако слон во порцеланска работилница. Делува на тој начин што прави пресериозни проблеми. И сега тоа е суштината. Така. Момент. Меѓутоа истовремено сите тие се наоѓаат од Дуи. Сега ќе видиме како тоа ќе се направи. Дали Ахмет, само да ви кажам, дали Али Ахмети може да ги победи сите овие од огнената група и да ги исфрли? Може. Но знаете како, секогаш е прашањето на цената, по која цена ќе се случи таа работа, затоа што дел од овие биле најблиски соработници на Али Ахмети. Истовремено откривме дека Артан Груби нема никаква своја изворна моќ, односно дека тој почива исклучиво на волјата на господинот Ахмети за како се вика, за владење. Така, тие се вака нештата на кратко. Така. А дали барањата за широка влада од страна на пратеникот Павле Трајанов од Демократскиот сојуз, кој е и дел од парламентарното мнозинство, ако е барање беше одбиено експресно од СДСМ и евентуалното формирање на нова паралелна пратеничка група составена од огнената група може да предизвика предвремени парламентарни избори порано него што очекуваат? Може, меѓутоа веќе се заморивме. Знаете, ова со новото парламентарно мнозинство и со Павле Трајанов стана како онаа приказката со овчарчето кое што викало волк волк. Така што мислам дека веќе сите изгубивме волја да следиме оваа приказна, значи доколку навистина се одважат, тоа се прави на многу јасен начин, се свикува седница на собрание, се гласа и тоа е тоа. Меѓутоа еве постојано ги следиме овие најави и никако да дојдеме до тоа. Од Павле Трајанов се очекува само дека кога владата ќе влезе во наводничава политика на менување на устава за внесување на бугарите внатре, тогаш да реагираат. Од него тоа очекува во моментов, односно да обстане и да обстои на својот став што го имаше кога се гласаше првобитниот предлог, кога тој не гласаше за предлогот, туку гласаше против. Така. Економскиот совет заврши и тоа без конкретни одлуки за помош на граѓаните и компаниите. Мицковски имаше, иако беше поканет, не учествуваше, а неговото неучество тој го најави пред тоа, бидејќи према него тоа било бесмислено. На состанокот единствено што се договориле е тоа што договориле пак да се сретнат. Како вие ќе го оцените односот на владата? Имаат ли капацитети да се справат со економската и енергетската криза? И дали понатамошното ескалирање на економската криза ќе ја примора бизнис заедницата да ги затвори компаниите? Ова многу гротескно заврши, морам да кажам, затоа што еве дури бизнис заедницата излезе со ултиматум. Владата да излезе со конкретни мерки, до тој датум ништо не се случи. И се гледа дека вистина било бесмислено учеството на било кој на средбата, ако договорот бил само за да се сретнат повторно. Мислам, што е тогаш смислата на оваа средба? Како што реков, веќе тука имаме еден пресериозен проблем. Тој пресериозен проблем е токму оваа енергетскава криза. Гледаме дека од друга страна, Германија, Сојузна република Германија досега 200 милиарди евра има вложено во своите компании со цел тие да може да обстанат и да ја преживеат кризата, додека пак на покрајинско и на локално ниво дополнителни 59 милиарди се слеале од нивните буџети во компаниите. Ви кажав и зошто е тоа така, затоа што свесни се владите. Ако компаниите не работат, нема да има кој да го полни буџетот, колабира целиот систем. Нема да има кој да дава плати, нема да има кој да плаќа даноци и така натаму. Така што тоа е во кратки црти од целата оваа ситуација околу бизнис заедницата и мислам дека е потребно час поскоро решение за тоа како ќе функционира нашето стопанство во текот на овие месеци. Господине Боцевски, што мислите за владениот нов совет за унапредување на образованието и науката, со кој совет ќе преседава премиерот Ковачевски?
Ќе ги реши ли проблемите со кои се соочува МОН и што мислите за составот на овој совет во кој влегува и ресорниот министер за образование Шекири, вице-премиерот Груби и Бетики, како и министерот за финансии и Бесими? Имаме 1 со 4. 4 албанци, 1 македонец со... Значи, во ред, види, значи, ја пак поинаку гледам тука. Така. Морам да кажам. Како гледам поинаку? Значи, од сите овие кои што се набројани тука, единствен кој што е доктор на науки, значи имаме неколку доктори на науки, вклучително и премиерот Ковачевски, па и овој Груби. Меѓутоа, единствено министр за финансии Бесими има завршено докторат на Велика Британија, единствено тој во науката има некаква тежина, затоа што објавувал и предавал, бил дел од тие, значи едноставно е име во македонската економска наука. Не е така општо место. Другите се тотални анонимуси за македонската наука. Нема да ги реши, веќе ви кажам. Прво затоа што владата нема тие поплукаа буквално на сите политики кои што ги носеше минатата влада. Сеќавате дека минатата влада имаше определен број на решенија кои што веќе произведува резултати. Едно од тие решенија беше, сеќавате, во Законот за високо образование, неопходноста сите професори во Македонија, универзитетски наставници да објавуваат трудови во меѓународно референцирани списанија. Таа одредба беше укината и сега ми е чудно зашто се случува образованието. Ето од овие причини. Тоа е едно. А второ, видете, кога Јавашлук е во владата, тогаш што Јавашлук оди надло низ системот. А македонскиот систем на образование сепак на крајот произведува некакви резултати. Сепак луѓето одат редовно на работа, сакаат да се вршат работата, меѓутоа она што владата треба да има возможи критериуми и услови и инспекторати кои што ќе го следат нивното работење. Така што во условно не може луѓе кои што се пример за лошите работи во образованието да го решаваат образованието. Како што реков, во ова тело од петорица или четворица колку се, овакво само еден има некаква тежина во образованието и во науката. Другите се дел од проблемот. Господ напомош да ни. Молам? Господ напомош нека ни. Да, не, значи образованието и науката, ова тело дали ќе се состане еднаш. И кога ќе се состане некакви се соочува со големи проблеми, немаше свидетелства, нема учебници. Ќе се состане ова тело еднаш и од тоа ќе излезат некои пароли, како оние на времето што беше, сеќавате, да живее 1 мај. Да. И толку. Значи, не очекувате вие била каква акција од овие. Значи, овие луѓе се дел од проблемот, овие луѓе не се дел од решението. Так. Бугарските европратеници никако да се излечат од македонската обсесија. Пред некој ден на дебатата во Страсбург, наместо да зборуваат за енергетската криза и фокусираат на однесувањата на македонските навивачи, кои ја изфиркаа бугарската химна за време на фудбалскиот надпревар Македонија-Бугарија во Скопје. Пред да ви го поставам прашањето, да ја слушнеме изјавата на бугарскиот пратеник Александар Јорданов. Последният пример, който много ме раздразни като българин, а и като човек просто, е това, което се случи на стадиона в Скопие по време на футболната среща между България и Македония. Държането на публиката македонската беше отвратително. То показа на всички, които са гледали футболната среща, че Македония не е готова за никакво европейско членство. Такива граждани, които освиркват химна на друга държава, не могат да станат членове на Европейския съюз в близко време. Како ќе ја прокоментирате оваа негова констатација дека Македонија не заслужува членство во Европската унија? Како да прокоментираме, контра прашање ќе поставам, како да прокоментираме граѓани на држава кои што негираат дека постои еден народ, дека постои негов јазик, дека постои негова култура. Како да коментираме граѓани, врвни политичари на држава кои што негираат дека се случил Холокауст во Македонија во 2022 година. Како да прокоментираме на крајот на краиштата телевизиски водител кој што ја почнува средбата зборувајќи дека зборуваме од вториот дел
дека на преворот се одвива во вториот дел на бугарската татковина. Како да коментираме сето тоа? Значи, европратеникот Јорданов, поранешен амбасадор Јорданов во Скопје, многу добро ја познава Македонија. Многу добро ја познава Македонија. Така што нема потреба да му се одговара, најубаво е повторно да ја посети, повторно да го прошетаме по Македонија, повторно да разговара искрено со македонците. Знаете, вие може да дојдете овдека и да мислите, еве, точно они се нешто заблудени, залудени и така натаму. И тоа да го мислите, да речеме, од кога сте дојдени некои 6 месеци, ама ако сте овде 4 години. И нормално се, јазиците ни се блиски, може да се обратите да ви одговорат, ќе ги разберете луѓето, вие ќе дознаете кои се ставовите на македонскиот народ. Не само тоа, тој истиот Јорданов понатаму поднесе амандман заедно со Станишев да се брише македонскиот јазик од завршната изјава на комитетот. Па како тоа да го коментираме? Како тоа да го коментираме? Со молчење како Министерството за надворешни работи. Да, тие заслужуваат да се во дел. И не само тоа, туку еве Министерството за надворешни работи, јас го прекорувам за тоа што не реагира на сите овие очигледни провокации. Не реагира. Зошто не реагираат? Што се однесува до самиот надпревар, она што сакам да посочам, не е тоа што се случувало на самиот надпревар, туку тоа што потоа се случуваше во јавноста. Како што јас забележав, во јавниот говор, сите македонски општественици, политичари, културни работници, така натаму, се оградија од овие неодолични работи и ги осудија. Значи, тоа така се прави во Македонија. Дали од другата страна на границата така се прави? Не. Од другата страна на границата врвните општественици, политичари, културни работници го охрабруваат говорот на омраза кон Македонија. Значи, пазете, во Македонија говорот на омраза се осудува од страна на македонската елита, ако сакате така да наречам. Во Бугарија говорот на омраза кон Македонија се охрабрува од бугарската елита. Тоа е една клучна разлика. Во Прага се одржа првата средба на Европската политичка заедница. На средбата присуствува 44 европски лидери, меѓу нив и премиерот Ковачевски, а разговараа за економско-енергетската криза на целиот континент и можноста да се намали енергетската зависимост од Русија. Има ли некаков договор и план за да дојдат до таа цел? И што можеме реално да очекуваме од самитот на Европската политичка заедница во Прага? Па, во однос на Европската политичка заедница, она што можем да го кажеме дека две работи. Ако ова е мост кој што ќе овозможи Македонија да влезе во заедничкиот европски пазар, не само Македонија, туку сите земји Западниот Балкан, тогаш имаме некоја додадена вредност. Имаме еден добар исчекор, ако Македонија влезе во заедничкиот европски пазар, тоа значи дека сите граѓаните на Македонија и фирмите на Македонија ќе ги чувствуваат сите оние предности, погодности, права и слободи кои што ги чувствуваат граѓаните на Европската Унија, кои што ги чувствуваат фирмите од Европската Унија кога работат ширум просторот на заедничкиот европски пазар, кој што ги вклучува не само земјите од Европската Унија, туку и земјите од европскиот економски простор, како што е Норвешка и Исланд, и како што е нели Швајцарија со тие нејзини специјални договори. Значи, тоа би била додадена вредност. Меѓутоа, во моментов не гледаме подготвеност од страна на клучните земји во Европската Унија тоа така да се направи. Во моментов имаме само еден вид на телофорум, каде што се среќаваат шефовите на држави и влади на европските земји, ќе видиме колку периодично, еднаш, два пати годишно и така натаму, и тоа е во ред. Секоја средба е во ред, секоја средба е добра, секоја средба е позитивна и така натаму, но пак би сакал да потцртам дека би било убаво да ова да ја придвижи македонската интеграција кон тој заеднички европски пазар. Тоа е едно. Она што е второ е дека на многу места нашите соседи тука се малку похрабри. Во Белград и во Тирана, например, слушате гласови каде што се вели да не значи ова еден вид на кочница за европската интеграција на нашите земји, односно да не биде ова замена за членство.
Тие велат, ние не сакаме таква работа. Еве, и во Скопје можеме да кажеме дека и ние не сакаме таква работа. И ние не сакаме еден вид на... Да идеме во втора лига. Да бидеме во втора лига, ако можам така да кажам. Так. Иако добро, види се, тука си Велика Британија, како што реков, Норвешка, Исланд, Турција, тука гледаме, значи, еден интересен круг на земји, меѓутоа гледаме и друг круг на земји кој што се наоѓа на друго место. И на неколку места јас реков, речем и ке вас во емисијата, она што малку мене ми недостава со моментов еден вид на балканска солидарност, затоа што не може сега Украина и Молдавија да добијат статус кандидат за членство во Европската унија, а Босна да не го добие. Босна со сите своји слабости е светлосни години пред Украина во однос на европската интеграција. А да не зборуваме колку босанската економија пак е една економија која што на Балканот и не е за подценување, дури се по многу статистики пред нас, од секогаш и биле се, дури во баранешна Југославија. Меѓутоа ние како балкански земји требаше да кажеме на Европската унија, абе луѓе, не бива оваа работа. Украина добие статус кандидат, Босна да не го добие. Не бива тоа. И исто така што продолжува косовското визно гето, граѓаните на Косово се уште го немаат правото на визна либерализација, се уште немаат со Европската унија, значи граѓаните на Косово не може да патуваат кон ЕУ, како што може сите останати од Западниот Балкан. И тоа не е во ред. И таа работа треба да се тргне и за тоа треба сите балкански земји да се заложат да биде тргнато. Така што тоа се овие некои работи, Европската унија моментов е фокусирана на Украина, нормално таму е криза, војна и така натаму, но редно време е малку погледот да го тргне и кон југоисток, односно кон нашите региони и да се овозможи една подлабока интеграција на нашите земји во Европската унија. Ова ненародна власт, но и голем број на аналитичари и новинари упорно ја убедуваат македонската јавност дека сме ги започнале преговорите со Европската унија. Но најголемиот демант за тоа дојде пред 2 дена од бугарскиот премиер Румен Радев, кој јасно кажа дека преговорите не се започнати и нема да започнат се додека бугарите не влезат во македонскиот устав. Истиот став го упати и бугарскиот пратеник, истиот што претходно го коментиравме, Јорданов, од дебатата што се водеше во Советот на Европа, каде што присуствуваа и македонски пратеници. По оваа прашање се водеа и се уште се водат дебати. Пред да ви го поставиме прашањето, да ја слушнеме изјавата на Јорданов. Обръщам ви при внимание, че съвета е привел своето становище. Съвета и в него ясно е казано, че Македония най-напред трябва да извърши промяна в своята конституция и след това започват реалните преговори за членство. Благодаря. Какво е вашето мислење, господине Боцевски? Ги имаат ли така речено помешано лончињата од скринингот со оние за почеток на преговорите? Па прво тоа околу скринингот ми е малку мистерија, затоа што ако се сеќавате во 2018 година истиот овој Маричич објави дека нели почнал скринингот. Сега по втор пат почнал скринингот. Ја досега немам видено земја што 2 пати почнал скрининг. Тоа е вака една интересна скрининг. Да, на крајот на краиштата не треба да се залажуваме. Точно е дека тие ќе се обидат да ги цедат овие работи, не знам, скрининг, мининг, едно, друго, трето. Меѓутоа преговорите не се започнати, преговорите ќе бидат започнати кои ќе се стават бугарите во уставот, а потоа пак има една цела серија на нешта кои што се содржани во рамковната позиција на бугарскиот министерски совет, на бугарската влада. Сеќавате, тоа се тие 2 документи, декларација на бугарското собрание и рамковната позиција на Министерскиот совет, каде што се кажува кои се стапките што Македонија треба да ги превземе за европската интеграција. Тоа е, условно кажано, бугаризација преку европеизација. Тоа е под нивна страна услов за влез на Македонија во Европската унија. Така не бива. Кога сме кај дебатата во која се водеше на Европскиот совет, моето внимание, а сигурно и на целата македонска јавност, ми го задржа пратеничката на НСДП, Сонја Мираковска, со незиното реплицирање на бугарскиот пратеник Јорданов. Пред да ви го поставам прашањето, предлагам да му пуштиме за слушателите и за гледачите, да слушнеме и видиме незината реплика.
Вие мене, нити на моите сограѓани, никогаш не можете да им кажете дека зборат на погрешен јазик. Јас сум македонка, зборувам на македонски јазик, живеам во Македонија, сега наречена Северна Македонија, и тоа е мојот идентитет. Се појави еден голем проблем заради нашето долго чекање, а тоа е земањето на бугарски пасоши, за да се купи джип на почеток, за да се отиде во Европа. Вие имате бугарски пасоши кои се регистрирани на една бандера во град во Бугарија. Вие имате бугарски пасоши кои се дадени на сосема нелегален начин, и тоа е нешто што треба да се испитува воедино. Тоа е ваш проблем кој вие треба да го решавате. Сигурно ќе се сложиме дека ова е за пофалба, но прашањето ми е дали овде има дволичност, бидејќи цела македонска јавност е сведок како од петни жили оваа господја и другите од парламентарното мнозинство се борија за да ги усвојат заклучоците во врска со францускиот предлог. Како вие ќе го објасните ваквото однесување? Како лицемерие. Како лицемерие. Исто така и она која, нели, не може да има патриотски одговор. Значи, ова е едно лицемерие, значи господјата Мираковска треба да знае кои се последиците на незиниот глас. Тоа е едно. А второ, мислам дека и таа исто така треба да знае дека за некој ден ќе видите како таа ќе не убедува дека треба да се промени уставот. Со овие за да почнат преговорите. Со зборовите што ги употреби Јорданов, ќе видите. Дали ова може да се свати како им гори под нозе и сакаат да купат некој поен, политички поен за изборите кои што доаѓа, дека и тие го мена рувото, облекува патриотизмот? Не може да има патриотизам и да се спомне Северна во иста реченица, тоа веќе го реков. Оправо сте. Не оди тоа така. Од владата тврдат дека граѓаните во Македонија плаќаат субвенционирана на ефтина струја во Европа, но последни показатели кои доаѓаат од Eurostat говорат сосема друго. Вистината е дека македонските граѓани плаќаат најскапа струја споредено со граѓаните на другите држави во регионот. Невистини се тврдењата на владата дека граѓаните во Македонија плаќаат субвенционирана на ефтина струја во Европа. До кога и зошто владата ја лаже македонската јавност? Не, види, знаеме тоа дека не праќаме најефтина струја во Европа. Знаеме дека тоа е случај. Зошто тоа го прават? Тоа го прават со цел да намалат да го намалат социјалното незадоволство во Македонија. Но не може тоа да се намали со зборови, со пароли и со такви работи. Значи, или мора, не разбирате. Значи, мора да има конкретна акција, мора да има конкретно намалување на овие на сметките за струја, па да можеме да зборуваме за некаква владина акција. Во моментов не гледаме труд од нивна страна, тука е, како што реков, она што најзабележливо е едно коруптивно однесување. Коруптивно однесување, гледаме исто така дека има еден конфликт на интереси помеѓу премиерот и една од фирмите која што постава соларни панели во Македонија, која што добила издашни средства јавни од државата. Значи, сето тоа влегува во градењето на овој револт кај населението во Македонија. На крајот на крижот, еве, ќе кажам и за себе самиот. Без разлика на сите овие пароли на државата, на први овој месец, кога ја добив сметката за струја, буквално се изненадив за тоа колку се зголемени моите домашни трошоци за електрична енергија. Драматично. Така. Левица ги собра потребните 100 граѓански потписи за граѓанската иницијатива за распишување на референдум и вчера ја поднесоа до Македонското собрание. Од поднесувањето на формуларот до Државната изборна комисија на 28 септември помина 9 дена до денот кога објавија дека собрале 100 потписи согласно законот. Каква ќе биде судбината на овој референдум, имајќи ја во предвид судбината на иницијативата од ВМРО ДПМН, и ако ова иницијатива го помине филтерот на Џафери, дали Левица ќе успее да собере 150.000 потписи и колку време
ќе им е потребно да го сторат тоа, ако за собирањето на овие 100 потписи им требало 9 дена. За да нема забуна околу бројките, да напоменеме и тоа дека на формалната листа која ја поднесува вчера има 750 потписи. Вака сега, значи, како што разбрав, политичката партија Левица инсистираше таа да биде носител, нели, на ова дејство. Тоа е едно. Второ, јас предпоставувам дека овие потписи кои што ги собирале биле од луѓе со кои што во иднина ќе се пофалат дека го дале овој потпис за нивната иницијатива. Така што, еве, очекувам тоа да помине. Од друга страна, мислам дека Џафери ќе одби оваа иницијатива, како што ја одби иницијативата на ВМРО-ДПМН. Впрочем, видовме дека Левица тогаш ја поддржа иницијативата на ВМРО-ДПМН, така што и овој пат очекувам, нели, и обратно, да опозицијските иницијативи взаемно да се поддржуваат. Сега, во однос на тоа што очекувам, нели, од Џафери, мислам дека Џафери ќе биде доследен до тоа што досега го правеше, ќе отфрли оваа иницијатива. Мислам дека ова е, меѓу другото, една политика на ДУИ, да се одбие било какво референдумско изјаснување за клучните и стратегиски прашања или референдумско изјаснување за било кое прашање. Затоа што доколку заживее референдумот како можност за изјаснување, тогаш се загрозува позицијата на ДУИ во нашиот политички систем. Так. Тие едноставно сакаат со 10% од гласовите внесени 10% од гласовите на избори да имаат 100% власт. Не може тоа така. Помалку од 10% гласачи да излезат да ве поддржат, а вие да имате 50% власт. Не може тоа така. И вие да имате право на вето за сите одлуки. Така што поѓајќи од тоа, ДУИ ми се чини ги блокира овие одлуки, а еве нека помине па ќе дискутираме дали можно и како е можно и кога е можно тие да ги соберат овие нивни потписи. Како ќе ја прокоментирате најавата од страна на сегашниот градоначалник на Куманово, господинот Максим Димитриевски, за ново политичко движење? Каква ќе биде иднината на таквото движење со оглед на преголемиот број на политички партии во Македонија? Кој профил на членство би го сочинувале ова политичко здружение? Па, прво мораме да поздравиме неговата одважност, затоа што за прв пат СДСМ има пораз во Куманово, на локално ниво, во 2021 година, кога Максим Димитриевски како независен кандидат победи во Куманово. Тоа е прво. Второ, Максим Димитриевски инсистира и се представува себе си и го гради својот политички капитал, ако можам така да го кажам, врз основа на она што јас го нарекувам асномско јадро на некогашниот Сојуз на комунисти на Македонија, подоцна, нели, СДСМ, односно тоа асномско јадро е она јадро кое што ги држеше придобивките на првото заседание на АСНОМ од антифашистичкото собрание за народно ослободување на Македонија од манастирот Прохор Пчински. Односно, ако можам тоа така да го кажам, она вграденост на таа партија од тој момент во градењето на современата македонска држава и на институциите на македонскиот народ. Значи, тоа асномско јадро малку потона во текот на 90-тите години за целосно да исчезне кога Зоран Заев го превзема кормилото со таа партија и сега повикувајќи се нова наследство на македонската левица, ако можам така да го кажам, и на се што произлезе од таму, Максим Димитриевски се обидува да го направи своето движење. Сега, во политиката нема ништо фиксно. Сме гледале ние како големи политички партии ги снемува преку ноќ. Каде е сега, еве ќе ве прашам, Демохристијанската партија на Италија, која што 50 години владееше со Италија низ разноразлични политички партии, условно кажано. Каде е сега Социјалистичката партија на Франција, која што од една од двете главни партии се сведе сега на една маргинализирана партија. Или еве во нашето соседство, сеќавате на
Демократска странка од Србија, која што беше толку значајна дури во времето на председателот Тадич, за денеска да има проблем да влезе во собранието на Република Србија. Така што секогаш кога има простор во политиката се јавуваат нови движења, нови политички партии, нови лидери. До Максим Димитриевски слушам дека тој сега се поврзува со определени еве така да кажам не компромитирани личности од од интелектуалното милје поврзани со поранешниот социјалдемократскиот сојуз, од Скопје до Охрид веќе слушаме дека има јадро, во Прилеп. Така што да почекаме, како што разбрав, престојната седмица околу 11 октомври ќе имаме некаква си промоција на ова движење, да видиме на кое место ќе се позиционира на политичкиот спектар и кои ќе бидат неговите идеи. Спомна тој дека сака да се направи еден вид на платформа на македонските партии во Македонија, каде што ќе се каже јасно кои се нашите национални интереси, од кои што не треба да има отстапување, така што единствено нешто што можам да го направам околу неговото движење е да го поздравам фактот дека тоа се појавува и да му посакаме многу среќа во неговите идни организацијски. Така, ваш став? Да, повелете. Да, повелете. Ваш став, господине Боцевски, за обраќањето на председателот на МАНУ, господинот Љупчо Коцарев, по повод денот на МАНУ, во кој обраќање изјави дека нема да има просперитет ако државата ја водат сервилни и манипулативни луѓе кои себе си се нарекуваат политичари. Понатака тој посочи дека Македонија е разединета по сите основи и веројатноста во следниве 30 години да стане членка на Европската унија е многу мала. Коцарев на политичарите им порача да го отстапат местото на други, бидејќи овие од власта креираат политика без перспектива, со што ја направија Македонија без надеж, а животот во неа неподнослив. Прво, ќе кажам дека јас сум многу горд што бев поканет во вие бевте таму? Академија на науките и уметностите вчера, додека незиниот председател Коцарев го одржа овој негов говор. Ме праша еден мој познаник веднаш по говорот да дадам свој коментар за обраќањето. Мојот коментар беше во една реченица. Ја реков, конечно си имам председател на МАНУ. Затоа што од Македонската академија на науките и уметностите ние очекуваме еден ваков од незиниот председател очекуваме еден ваков настап. Тој никого не поштеди во својот настап. Тој можне убаво ги исцрта клучните проблеми со кои што Македонија се соочува во својот развој. И можам да кажам дека тоа е едно вистинско освежување на македонската интелектуална сцена. Дури ќе ви кажам, видов кај еден мој пријател кој што е многу шкрт на комплименти, еден виден македонски интелектуалец, пред некој ден во неговиот кабинет видов нешто ново, односно видов една графика со портретот на Коцарев, која што многу кажува во однос на почетта која што тоа има помеѓу, условно кажано, македонската интелигенција. Еден фантастичен настап, ќе кажам, еве по секоја вертикала, по секоја хоризонтала, ги посочи проблемите, посочи кој е во македонската политика и каже јасно кои се клучните проблеми со кои што Македонија се соочува, се обрна и на ситуацијата кон академијата. Еве една работа која што сите ја пропуштивте. Тој спомна за тоа колку академијата е поценета, меѓу другото во однос на тоа колку владата ги игнорира барањата академијата да се изедначи со своите примања на луѓето таму вработени со оние примања кои што ги имаат сродните институции. И во салата се случи едно големо изненадување, сите вработени во МАНУ стана и аплаудира добри 2-3 минути. Значи, луѓето првпат почувствуваа дека има раководител на таа институција кој што се грижи за нивната социјална сигурност, потоа тој се обрна и на македонското образование и на македонската наука, но повторно ќе кажам дека она што вчера беше еден вистински говор на председател на МАНУ и пак повторам, мојот коментар останува, конечно си имам председател.
Добро е што го напоменавте ова, не дека ја пропуштивме, ние тоа имавме можност да видиме и тоа да не оптеретуваме програмата. Да, јасно. Ви благодариме за ова информација која што ето. Да. Предпоставувавме дека ќе кажете за тоа. Да, секако. Светската банка во својот извештај вели дека Македонија влегува во стагфлација, што е еден вид на комбинација од економска стагнација и инфлација. Што ова значи за Македонија и како ќе го прокоментирате оправдувањето на премиерот Ковачевски дека ова се случило поради војната во Украина? Па, јас би рекол дека делумно е точно дека нештата се влошени заради војната во Украина, меѓутоа постои некој еден показател кој што економистите го нарекуваат основна инфлација или базична инфлација. И инфлацијата во Македонија ја надминува оваа базична инфлација. Таа е предизвикана од повеќе фактори, меѓу кои што е од неколку политички мерки кои што имаат дополнително создадено притисок врз инфлацијата во Македонија. Така што точно Украина објаснува делот стагфлацијата, но далеку поголем дел се објаснува со едно име и презиме, а тоа е Димитар Ковачевски. Ке се задржиме уште малку околу премиерот Ковачевски. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Ковачевски, односно споредбата помеѓу него и лидерот на ВМРО ДПМН господин Христијан Мицкоски, во која, меѓу другото, рече, цитирам: "Има една разлика помеѓу мене и Мицкоски. Таа разлика е следнава. Мицкоски на граѓаните им нуди да бидат горди, сами, изолирани, на мала маса. Јас на граѓаните им нудам да бидат достоинствени, со окрената глава и да седиме на големата маса во Брисел." Поголемо вицење. Ајде се веднаш да прашам. Прашајте било кој македонски граѓанин дали се чувствува достоинствено. Прашајте било кој македонски граѓанин дали има крената глава и прашајте го Димитар Ковачевски дали седи на големата маса во Брисел. Еве некој одговори, па ќе толкуваме овако. Да, во моментов сме со наведната глава, сами, изолирани на мала маса. Благодарение на Зоран Заев и на Димитар Ковачевски. Во моментов имаме најниска стапка на странски директни инвестиции. Ни то не угледот на нашите универзитети, ни то не образованието и така натаму. Единствена разлика која што ја направија е разликата во крадењето, се краде на ангро. Во Македонија имаме политичари кои што не се грижат за благосостојбата на граѓаните, се грижат само за сопствените джепови, за сопствениот капитал, ликови кои што немаат никаква перспектива за тоа каде ја водат државата и буквално се ке сторат само за да останат ден повеќе на власта и ден повеќе да крадат. Тоа е едно. Второ, би било убаво да го видиме достоинствени со крената глава Димитар Ковачевски, кога се наоѓа пред неговиот вистински шеф Зоран Заев. А го видовме како настапува кога се наоѓа пред него. Господине Боцевски, ви благодариме за учеството во Македонски корени. Имајте си пријатен викенд, пријатно до слушање и секако довидување до скоро. Довидување. Пријатно. Секое добро. Остануваме во контакт. Поздрав. Поздрав.